македонци. Мојот говор нема да биде насочен кон спречување на вашата желба да се вратите дома. Што се однесува до мене, можете да одите кај што сакате. Но, сакам пред да заминете да сватите што сум направил јас за вас и што сте направиле вие за мене. Дозволете ми да почнам, како што е ред, со татко ми Филип. Кога ве најде тој, бевте селани, облечени во гуњи, со понекоја овца по планините, не можејќи да се одбраните од соседите, илирите, тесалиците, тракијците. Филип ве натера во војна со овие соседни варвари, поради вашата безбедност. Тој ви даде наметки на место гуњи. Почнавте да живеете убаво со закони и обичаи и ве претвори од робови во владетели над овие варвари кои ви ја грабаа земјата. Тој ја покори Тракија, ги зазеде најповолните крајбрежни градови и нивните пристаништа, ја отвори земјата за трговија и ви овозможи да ги користите вашите рудници, непречено, со што донесе просперитет. Тесалиците, живеевте во страв и ужас од нив. Да, но сега ги владеете нив. Тој ве направи владетели на тесалиците пред кого сте умирале од страв. Атињаните и тебанците, кои постојано беа подготвени да ја нападјаат Македонија, тој толку силно ги порази и понижи, со моја мала помош во тоа време, така што тие сега не земаат данок од Македонија, туку плаќаат и бараат од нас заштита за нивната безбедност. Филип маршира во Пелопонез и таму воведе ред. Тој ги покори сите племиња и беше назначен за командант во кампањата против персијците. Чест не само за него, туку за сите македонци. И предпочиташе да ја сподели таа чест со сите македонци. Такви беа постигнувањата на татко ми во ваше име и име на Македонија. Како што можете да видите сами за себе, тие се огромни. Но сепак мали во споредба со она што јас го направив за вас. Јас наследив од татко ми неколку златни и сребрени чаши, помалку од 60 таланти во ризницата, во споредба со долговите кои изнесуваа над 500 таланти. Почнав од земја која едва и можеше да ве одржи и веднаш ги отворив Дарданелите за вас. И веднаш премирувањето на Халикарнас, иако персинците во тоа време ги владееја морињата. Јас ги поразив сатрапите на Дари со мојата конјаница. Ја додадов Персија на вашата империја и ве направив владари на целата Јонија, целата Аеолија, Фригија, Мизија, Ликија и го зедов Милет со опсада. Сите други места што доброволно се предадоа, нивното богатство стана ваше. Сите богатства на Египет, Либија, кои ги зазедов без битка, се ваши сега. Сирија, Палестина и Месопотамија се ваша собственост. Вавилон, Бактрија и Суза ви прибаѓаат вама. Богатството на Лидија, ризниците на Персија и драгоценностите на Индија, како и земјите околу нив, се сега ваши. Вие сте сега сатрапи, вие сте генерали, вие сте команданти. А што задржав за мене, освен оваа пурпурна облека и диадема? Ништо. Никој не може да покаже на моето богатство, освен овие работи што ги чувам во ваше име. И што би правил со тоа богатство и онака? Јадам исто што јадете и вие. Не земам повеќе одмор или сон од вас. И знаете дека често и јас сам стражарам ноќе за да ве чувам, за вие да можете да спиете мирно. Кој од вас може да каже дека направил повеќе за мене отколку јас за него? Има ли? Излези тогаш напред. Ако имаш повеќе рани од мене, излези и покажи ги. И јас ќе ги покажам моите, затоа што не постои дел од моето тело, барем однапред, кај што немам рани. Телото ми е покриено со лузни од секое оружје што можете да го замислите. Од меч во директна борба, погоден со стрели, од копија фрлани од непријателот, од камења и стапови. И се тоа заради вашите животи, вашата слава и вашето богатство. И еве, стојам тука и се уште ве водам, како освојувачи на сите земји и мориња, сите реки, планини и рамнини. Ги прославувавме нашите свадби заедно, а децата на многумина од вас се братучеди на моите. Покрај тоа, ги поништив на сите од вас,
вашите долгови без да прашам како сте ги направиле. Иако добивате висока плата и плен по обсадите. Повеќето од вас имате златни круни, спомен на вашата храброст и чест што сте ги добиле од мене. Секој од нас кој бил убиен и го сретнал својот славен крај, бил погребан со сите врвни почести. Многумина од нив се овековечени со бронзени статуи во Македонија, а нивните семејства се чествувани и не плаќаат данок. Под моја команда ниеден од нас не бил убиен во бегство од борба. И сега имав намера да ги испратам дома они од вас кои беа ранети или веќе не се физички подготвени за борба, за да бидат пречекани како херои дома. Но, бидејќи сите сакате да заминете тогаш сите. Заминувајте! Вратете се и пренесете дома дека вашиот крал Александар, освојувачот на персијците, медејците, бактријците и согдиците, кој сега ги владее оксанците, аракосијците, дрангиците, кој исто така ги завладеали асакеносите, хидаспите, партите, поразмиците и хирчаните, сето Каспиското море, кој марширал преку Кавказот, преку Касписките порти, кој исто така ги преминал Хиндукуш, Ацезините и Хидраотите, кој ги преминал реките Окс и Танаис и Инд, кој никогаш не бил преминат од било кој друг освен Дионис, и кој би го преминал и Хифаз, ако не бевте престрашени кукавици. Тој што навлезе во големото море од устието на Инд, оној кој ја минал целата пустина на Гатрозија, каде што никоја војска досега не поминала, која зазеде Карманија и земјата на Оританите, додека мојата флота веќе отплови околу брегот на морето што се протега од Индија до Персија. И, кога ќе се вратите дома, пренесете дека кога се вративме во Суза, го напуштивте вашиот крал и го оставивте во немилост на народите кои ги покоривте. Може би овој извештај ваш дома ќе биде виден како прекрасен во очите на македонците и достоен во очите на боговите. Заминувајте!